Ние сме за тоа дека таа алатка која они ја применуваат како трговци треба да биде доста видлива и доста препознатливи да бидат производите, затоа што луѓето вака се бунат. Некој има намера да купи 5 или 6 производи и сега треба во тие сите списоци на производи кои што ги објавуваат да ги бара баш тие производи, да оди од маркет во маркет, мислам, условно да оди онлайн, за да може да ги најде. Кога би имале една компаративна алатка, тоа многу брзо и сега со вештачката интелигенција секако би можело и побрзо да се развие, би можело да се направи онлайн и да биде унифицирано. Значи сега не е унифицирано. Немаме на пример по групи на производи, па по видови и така натаму, сегде е различито. И луѓето немаат ни време ни можност, иначе е добро, ама треба таа идеја да се уште развива. Ако има потреба би продолжиле со мерка, ако нема потреба, тоаш останува пазарната економија да ги регулира цените. Се надевам дека поучени од минатото, сите они учесници во ланецот на трговија се надевам ја научија лекцијата дека пред се треба да бидат граѓаните и заштитата на животниот стандард и ние сите заедно треба да направиме да го заштитиме стандардот на граѓаните, односно да не правиме како да кажам вештачко подигнување на инфлацијата и цените кога нема и економски прилики за тоа, односно да ги почитуваме законите на економијата.